Се враќаме во неделниот микс на тема мода. Имено неодамна во рамки на модните денови во Штип, дизајнерката на капи Мирјана Јосифовска представи впечатлива пролетна колекција наречена Лазаре. Преку уникатни шапки во кои се преплетуваат современиот дизајн, културното наследство и одржливост, денеска разговараме за модата како уметност, символика, но исто така и личен израз. Мирјана, добре ни дојде. Благодарам на поканата и задоволство е да сме тука и да разговараме многу повеќе за новата колекција. Еве и ти на тебе носиш дел капа, односно од новата колекција, која што преубаво дамски ти стои, но секако ќе позборуваме и за комплетната нова пролетна колекција наречена Лазаре. Зошто токму ова име и од каде потекна самата инспирација? Па мислам дека карактеристично како и за сите колекции до сега, инспирацијата беше поврзана со моите сеќавања и моето детство, така да овој пат инспирацијата беше поврзана од моите сеќавања околу празникот Лазаре, поточно моментите кога баба ми плетеше венци со цвеќе околу, нели, кои што се ставаат на главата, така да тоа беше, да речам, целата инспирација поврзана со моето детство и се обидов да ја преточам во новата колекција на шапки. Многу се женствени и тоа може исто така да се забележи, значи дамски, женствени, како сите, нели, таа првична идеја ја преточи во форма, текстура и дизајн на крајот? Па генерално начинот на кој што работиме, пристапуваме, имаме неколку претпознатливи модели на шапки, со тоа што самиот дизајн на моделите е ист, меѓутоа од сезона на сезона, во зависност од, нели, дали станува збор за пролет, лето или есен зима колекција и самата инспирација на колекцијата, се обидуваме да играме со принтовите, со боите и на тој начин да се изрази таа инспирација или нов мотив на самата колекција. Така, многу се почесто се користи шапката како моден детал. Може ли да раскаже приказни деноси символика? Еве, зборуваме како може да не врати никако и во детството, да не врати на корените. Па мислам дека самиот продукт како продукт има улога, нели, само да биде функционален или да представува парче дизајн. Меѓутоа, многу е важен контекстот во кој што тоа парче дизајн е презентирано, на кој начин е презентирано, визуелно како е презентирано, нели, со кој вид на музика, така да сите тие овие елементи можат да ја представат целата приказна на самата колекција. Така да една шапка која што, нели, нема да ја видиме во контекст на презентација на колекцијата, може се носи на многу подруги начини и да се интерпретира како таква. Меѓутоа, визуелно како ќе се представи, целта е, нели, да се пренесе таа порака, да се пренесе тоа чувство на носталгија, чувство на детство, меѓутоа и самото парче по себе да биде парче кој што ќе може да се носи независно од инспирацијата на колекцијата и ќе може да биде парче кој што ќе се носи, нели, со подолг период на време. И во твоите претходни колекции, некако тој е твој белег да го поврзуваш културното наследство со современиот моден дизајн, со она што се нарекува современост, тоа во твоите дизајни, во твоите капи се приметува и тоа е одличен спој, нели? Многу често тоа може да се забележи всушност кај тебе. Оваа колекција носи навистина силен женски наратив. Што би сакала преку женственоста да пренесеш во новата колекција? Па мислам дека овој пат земав некој подруг пристап кон ова, меѓутоа сакам да покажам дека женственоста имат различни начини на кои што женственоста може да се представи. Женственоста не секогаш треба да биде силна, некогаш може да биде мека и нежна, така да и тоа е самата цел на колекција, да представи различни начини на кои што една жена може да постои, како може да изрази нејзината женственост. Може да биде понежна и по-детска на некој начин, меѓутоа може да биде позрела и повозрасна. И тоа е убавината, мислам, на женственоста. Да, и еве да спомнеме уште еднаш дека во рамки на модните денови во Штип всушност беше представена твојата пролетна колекција. Кажи ни колку еве овој настан е важен за дизајнерите, важен за модата, нели повеќето настани се во Скопје, но убаво вака и кога низ другите градови во Македонија ќе можеме да зборуваме за мода.
Па првично би сакала многу да им се заблагодарам на Маја Кикириткова и Никола Патриклиски и целиот тим на Штип Fashion Days кој што ме поканија да учествувам на самиот настан, кој што исто така беше во организација на град Штип. Така да мислам дека е одличен настан, особено нели градот Штип е познат како градот на текстилот во Македонија, така да мислам дека е одличен настан каде што може да се представат домашните дизајнери и домашното локално производство и да се даде некој стимул на тоа и да се представи нели што се создава во нашата држава. Така да исто така во оваа прилика сакам да ги поздравам и брендот Албатрос и всушност сите кошули кои што беа употребени за самата ревија се на брендот Албатрос со потекло од Штип, така да мислам дека баш добро се вклопи во самата колекција. Исто така брендот Боана Евентс кој што ги изработија цветниот аранжман за самата колекција, така да сите парчиња со цвеќе кои што беше природно беа ангажирани мислам и организирани од нивна страна. Така една нежност, една софистицираност, како што спомна и на самиот стајлинг на она што го носеле моделите, одлично се вклопува со капите, тоа толку чисто пролетно, летно изгледа, а исто така и одржливоста е важен сегмент во твојата работа, Мирјана, па што значи одговорен дизајн за тебе? Па за мене одговорен дизајн значи дизајн кој што во процесот на дизајнирање, меѓутоа и во процесот на производство на самиот продукт се размислува од почеток до крај. И тоа значи од каде се набавуваат материјалите, кои се материјалите кои што се набавуваат. Во нашиот конкретен случај сите материјали во новата колекција се дедсток материјали, односно производствен вишок набавен од конфекции во државата. Така да како се набавени материјалите, меѓутоа кој составот на материјалите. Така да во новата колекција имаме употреба на памук, лен, вискоза, бамбус и слично. Потоа како самите парчиња се произведени, во какви услови, каков е процесот на изработка, нели дали има експлоатација, односно не треба нели да има експлоатација во процесот на труд на изработка на самото парче и после тоа како тоа парче ќе се презентира и колкав ќе биде животниот век на самото тоа парче. А тоа кога станува спор за тебе, нашите гледачи го имаат и оној момент на природен материјал, но исто така знаат дека носат парчиња кои што се направени или од рециклирани материјали, така што ете на тој начин помагаме и кога станува збор онај еколошки аспект кој што е исклучително важен. Сега се представи во Штип, неодамно исто така твојата зимска колекција беше презентирана и на модниот викенд во Скопје, есента, но и регионално се представи исто така и во Белград. Па може малку да позборуваме и за тоа искуство. Да, се разбира. Минатата година во месец мај се представив со шоурум, односно тоа е изложбен пристап за време на Белградската модна недела. Така да тоа беше многу одлично искуство, нели да се види модната сцена во Белград, да се види како функционира нели модната публика таму, која е посетеноста, кои се преференциите на модната публика и да се може да се искуси нели тоа по друга страна отколку само нели стриктно онлайн. Така да, многу е важно и претпоставувам и во однос на самата инспирација, ете да видиш и самата ти што таму носат жените, дали се можеби тие похрабри, и тоа би било следното прашање всушност, дали на пример србинките се похрабри во однос на капите, какви капи тие носат, каде сме ние во однос на регионот? Па би рекла дека генерално таму има поголема модна публика и како таква и самите посетености и самата, да речем, самите реви, самите гости се во поголем обем, да речем, споредба со тука и се разбира беќе станува збор за држава која што нели поголема од нашата, така да во таа смисла мислам дека они се малку повеќе посмели од нас во начинот на изразување и сето тоа. Меѓутоа тоа не значи дека нема простор тука и кај нас за да го земеме тој чекор. И постепено тоа се случува и преку твојата колекција, затоа што еве капите кои што ти ги дизајнираш, еве буквално и оваа капа која што моментално ја носиш е преубава и е, како се вели на англиски, statement, но се еве на македонски, да кажеме, буквално главен детал од целиот твој изглед, нели? Така што ми се чини дека и ние постепено стануваме храбри. Не знам кој е твојот впечаток?
Да, па дефинитивно мислам тоа е моето искуство преку интеракцијата со нашите клиенти што имаме. Генерално тоа е, мислам, многу им се допаѓаат шапки да размислуваат како можат да ги вклопат со целиот аутфит. И обично често добиваме прашања типот како можам да одредам мојата големина. Например, некој кој што не носел до сега шапка, особено тоа е по-карактеристично кај помладите публики, мислам кај помладата категорија, не знаат која е нивната големина, па често ќе не прашаат како да одредам големината, која големина би била најдобра за нас. Така да мило ми е што можам да го имам тој пристап кај што може да се едуцира публиката повеќе околу шапките, шапкарството и да се развие цела таа култура на носење на шапки тука кај нас. И претпоставувам дека оној цел процес воопшто не е едноставен, од почетна идеја па се до финален производ. И во други интервјуа имаме зборувано токму на оваа тема, но еве да истакнеме всушност она важност за самиот труд на дизајнерот. Ние го гледаме само финалниот производ, но она што се случувало изминатите месеци не. Да, па генерално тоа е долг процес кој што уфаќа повеќе фази во самиот нели во од дизајн па се до производство. Така да, дизајнерската работа генерално се гледа само на писта, не се гледа што се случува позади, меѓутоа целиот тој процес вклучува нели прилично дизајнирање и скицирање, па кога ќе го скицираме дизајнот, ние создаваме еден прв прототип да видиме како функционира. Па например ќе земеме, ќе го тестираме материјалот, ќе го тестираме шаблонот, па кога се до тоа во ред ќе создадеме прв или последен прототип од финалниот материјал, па ќе отпуштиме на писта, па после тоа веќе ги произведуваме шапките во сериско производство, значи тука веќе влегува процесот на производство. Так. Што е тотално уште една друга фаза од целиот настран од дизајнерскиот аспект. Многу вложен труд на вистина, ама па од друга страна кога ќе купиме еве конкретно дизајнерска капа твоја, знаеме што носиме, знаеме дека е уникатно парче, моден детал кој што останува и ќе ни служи и во следните години. Што беше најголем предизвик во трансформирањето на традиционалните мотиви со современата модна колекција, конкретно еве за Лазаре? Да. Па како што спомнав, исто мене секогаш тие некои ги имам како инспирација, тие некои моменти на елементи од културното наследство кои што ги имаме, кои што се баш карактеристични за Македонија или за Балканот. И мислам дека има многу бавина во тоа, особено некој како странец кој што може да го погледне тоа. Мислам и тоа се чести коментари кои што сум ги добила од странци, нашата убавина на културното богатство кој што ги имаме, елементите, самите бои. И јас сум лично многу поврзана со тој момент и како дизајнер црпам многу инспирација од тоа, меѓутоа исто така важно е начинот на кој што тоа ќе се презентира, така да инспирацијата може да биде културното наследство, меѓутоа мојот пристап на интерпретирање на тоа е посуптилен, така да сакам на поминималистички пристап да го презентирам тоа, меѓутоа пак суптилно да може да се почувствува инспирацијата која е позади тоа. Така да тоа е, мислам дека тука е дилемата како тоа, затоа што пример некои дизајнери сакаат помаксималистички да го изразат, тој побуквално да биде. Меѓутоа кај мене сакам пристапот и самиот начин на представување да биде понежен и како што кажав, посуптилен, меѓутоа пак да се чувствува мотивот. Да, и тоа се гледа, навистина е така, па во однос на тоа ете ти ни представиш што е актуелно за оваа сезона, пролет, лето. Многу се важни исто така материјалите, нели на лето полесни материјали носиме, па во однос на тоа од какви материјали всушност се изработени твоите капи, нели? Па оваа сезона карактеристична како изостанатите може да видиме употреба на материјали како памук, вискоза, лен, комбинација со бамбус исто така, поставите генерално секогаш ги имаме употреба на постави од памук и вискоза, нели за да може самата кожа и косата да дише кога се носи шапката. Имаме исто така употреба на еко веро кој што е органски етички произведена вискоза.
Така да тие се тие материјали кои што ги имаме употребено во самата колекција. Преубаво, одлично и навистина убаво инвестирање во она што ќе го носиме оваа сезона. А во однос на стилот, ти си секогаш дотерана, негувана девојка, колку ги вметнуваш капите во твоите комбинации модни? Па генерално гледам да ги вметнам, особено речам во летниот период, така да секогаш кога патувам лично, носам шапка со мене, затоа што баш ми она statement piece или она парче кој што нели ќе дефинира целиот изглед. Меѓутоа исто така сакам и на зима носам генерално шапки кога пак е поладно времето, да нели се заштитам од студ, или пак сега во летната сезона кога доаѓа нели период на многу силно сонце, исто така да се заштити кожата, лицето и слично, така да гледам да ги инкорпорирам постојано во дневниот живот, да речам. А кои се, Мирјана, првичните реакции од гледачите, од публиката на конкретно кој што присуствуваше на твојата модна ревија, од купувачите за новата колекција? Па генерално мислам дека доста им се допаѓаат боите, бидејќи до сега немаме баш работено со стриктно овој вид на розева боја, така е доста интересен детал, интересен впечаток остава и се разбира белата боја која што е баш карактеристична за пролет, лето, така да имавме супер позитивни коментари на сето тоа и сега сме нели во процесот на производство за да можат нели купувачите да ги набават веќе шапките. Така, а каде ќе можат, како ќе можат да ги нарачаат? Шапките може да се набават во продавниците на Багабонд. Исто така моментално нашата веб страна е во изработка, така да ќе имаме наша e-commerce платформа каде што ќе можат да ги набават исто така на miaofficial.com. Па одлично. Би сакала да позборуваме за нели обемот на самата глава. Многу често може да се погреши, нели има опција 58 см и 60. И сега како никако да имаме представа да не се сгреши тоа, посебно за оние кои што онлайн ќе нарачува. Да. Нашите шапки ги изработуваме во 3 големини, тоа се 56, 58 и 60, кои што всушност представува обемот околу главата, каде што нели главата е најшироко околу челото. И често тој проблем, да речам, или предизвик го имаат самите клиенти, каде што знаат да не пишат како да изберам правата големина. Со тоа што ние обично им испраќаме еден вид на водич, кај што всушност им препорачуваме да го изберат обемот околу главата и од таа големина да додадат уште половина сантиметар, за да има удобност кога се носи шапката. Така да, пример, ако вашиот обем е 58,5, препорачуваме да додадете уште 5 см, тоа би било 59 и да изберете пример 60 за да биде удобно, бидејќи 58 би била пак многу тесна и не би постал тој комфорт, така да да речам ги даваме овие препораки. Меѓутоа тоа што е интересно, што можам да го споделам, е дека ние генерално балканците имаме доста големи глави. Така да кај нас, пример, 58 и 60 се најпродавани шапки, меѓутоа во моите, пример, патувања во странство, особено во Северна Европа, они пообично имаат помали глави. Така да мислам дека баш така интересно што ние балканциве сме со поголеми глави. Дајте, интересен податок ни даде во однос на обемот на главата. Верувам корисно за сите гледачи кои што планираат да ги нарачаат твоите капи и што би сакала публиката да почувствува кога ќе си купи една од твоите капи? Односно кога ќе види комплетната колекција. Па генерално со самата колекција да се предизвика тоа чувство на детство и делно тоа чувство на носталгија, да не потсети нас на безгрижните денови и убавината на детството и младоста и да речем невиноста. И тоа беше нели самата идеја, меѓутоа самите шапки кога се носат, идејата е секоја жена која што носи таа шапка да се чувствува посамоуверено, се чувствува поелегантно и покласично и да остави свој траг во светот. Така, се надевам дека и во иднина така ќе биде, дека уште многу твои колекции ќе имаме можност да гледаме, а капите дефинитивно ги носиме и зимските и летните, тоа се подразбира. Ти благодарам, Мирјана, за гостувањето, навистина преубав разговор направивме.
Благодарам многу за поканата, задоволството беше моје. Исто така, заедно си е тоа, почитувани гледачи, Мирјана Јосифовска, дизајнерка на капи, беше денеска дел од неделниот микс, а јас се надевам дека и ви уживавте исто како јас, заедно со моите гости. Денеска офативме различни теми, но во секој случај теми кои што ќе ни инспирираат и ќе направат да бидеме подобри, поквалитетни. Се радувам дека ви го разубавивме и денот. И ете, останете со програмата на Телевизија 24. Благодарност до целата екипа, на колеги кои што се вклучени во креирањето на емисијата и пред се ви благодарам вам за довербата што не гледате. До следно видување, голем поздрав!